Се омажив од љубов. Вака Љупка ја започнува својата приказна. Но болната љубомора не е љубов, сведочи таа. Првите знаци на семејно насилство започнале по раѓањето на нивното дете, а таа ги оправдувала како неискуство во новата улога на татко. Кога решив да излезам од таа куќа, јас дознав дека сум повторна бремена и поради тоа останав. Меѓутоа тоа доби ветување дека ќе се поправи се, нели нормално, дека ќе биде подобро, дека ќе биде поприсутен, дека нема да има физичко насилство, веќе нема да биде психичко насилство. Меѓутоа ништо не се промени на подобро, се одеше на полошо. И биле потребни години за да собере храброст и да го пријави насилството. Се јавила на телефонските броеви на Министерството за труд и социјална политика, но оттаму добила одговор дека тие се само телефонска поддршка. Последниот пат после 3-4 години се обратив директно во Центарот за социјална работа во центар во Скопје и таму најдов на ладен зид од страна на жени. Значи, ако нешто ја одвраќа жртвата да пријави, и тоа е кога ќе најде на исто полова дискриминација во момент кога е најмногу потребна поддршка. Тие пред се не беа заинтересирани, ме оставија да чекам долг период. После тоа едва ме се слуша, се обидуваа со нивни зборови да ми ја преиначат приказната, демек па вие не изгледате толку потресено, што има, зошто дојдовте? Да не лажете малку. Не сакав да го пријавам во полиција, сведочи таа. Сакав само да ме заштитат како институција. Но тука се соочила со препреки и затворени врати. Вели дека ја присилиле или да поднесе кривична пријава во полиција, или да е сопре постапката кај нив. Тој Фатил Врски успеа да ме присила да ја повлеков таа пријава и му јавија веднаш. Значи памтам ја се вратив дома после тоа интервју, после таа посета на социјалното. Тој ме чекаше со насмевка на лицето и почна она да се подсмева дури. Ете сега ти си веќе несериозна. Чекај ќе ти удрам пак шамар, поди пак пријави ме да видам дали ќе те викнат овој пат, дали ќе те сослушаат. Благодарение на невладините организации, Љупка обезбедила бесплатна правна помош за да излезе од бракот. Од нив добила и психолошко советување, додека пак од социјалните служби и ден денеска чека психолошка поддршка за незините деца.